Добре дојдовте во училница. Јас сум Виолета Шурбановска од Основното училиште Крсте Петков Писирков, село Бистрица, Битола. На овој час по македонски јазик за трето оделение имаме наставна единица, народна приказна Ластовицата и врапчето. Учебникот е од авторите Весна Настовска и Љубица Севдинска. Цели: да се успособува за драмско читање, да може самостојно да определува содржинска структура, да може да ги определува особините на ликовите и нивниот опис. Што е народна приказна? Народна приказна е краток расказ или настан што се пренесува од колено на колено. Краток расказ во проза. Народните приказни се значајни како поради чистиот народен јазик, така и поради народните мисли. Кои беа ликови кои во ова приказна? Кој црцори од прозорецов, кој утрово со песна не буди? Пријателке мала нежна, замина зимата снежна. Ластовицата. Која птица, а не е преселница, живее во населени места? Врапчето. Опис на ластовицата. Ќе го стопирате видеото и ќе забележите неговите најбитни карактеристики. Потоа ќе видиме дали се слични со моите. Се преселува во јужен крај, значи е преселна птица, црна со бел преден дел, чаталеста опашка и зашилени крилја, лекокрила, бидејќи тие лесни крилја преминуваат преку мориња, океани и надалеку се слуша зецорењето на милозвучна песна, односно нејзиниот цркот. Да го пишеме сега врапчето. Исто ќе го стопирате видеото и ќе ги проверите моите со вашите одговори. Мало и сиво, останува во својот крај, дружелюбива птица, поврзана е со човечки живеалишта, а ги избегнува ливадите и шумите. Интерпретација на приказната, ластовицата и врапчето. Една ластовица си сви гнездо под стрејата на една куќа и испили ластовичиња. На покривот од истата куќа сви гнездо и едно врапче, но тоа немаше среќа да одгледа челат или деца што лошо се однесуваа ќе му ги украдеа јајценцата или мачка ќе му ги зедеше врапченцата. А ластовицата застануваше со своите малички врз чардакот од лозата и ги учеше да летаат. Неа ја гледаше врапчето и почна да ја завидува. Еднаш тоа и рече: "Блазе ти, сестро, секоја година испилуваш пилиња и сите ги одгледуваш. Јас пак утрото со мојата пуста домакинка не можам да си одгледам челат." "Кој ви е виновен, соседу? Направете си го добро гнездото, за да не го досегнат децата и мачките, па нема да ви прават пакости." "Ти се молам, сестро, научи ме како си го правиш гнездото." "Ела со мене и ќе видиш. Ако ти се допадне, направи го и ти така." Ластовицата го поведе врапчето и го доведе во една синја крај реката. "А сега, соседу, земи од калта, еве вака како јас." Знам, тоа било лесна работа." Полета по ластовицата без да земе нешто. Кога дојдоа под стејата, ластовицата слета на една греда, ја залепи калта и му рече: "Залепи ја калта вака, пријателе." Видов. Тоа била лесна работа. Ластовицата многу пати прелетуваше до реката и носеше кал, но врапчето ниту еднаш не цапна со клунот во калта. Кога натрупа еден ред кал, ластовицата почна да носи сламки и да ги лепи. Лепеше ластовицата кал,
потоа сламки и ете ти заштитено гнездо. Знам. Знаеш, но само со знаење гнездо не се прави, треба и работа. Без мака, побратиме, нема успех, затоа нема да испилиш челат како јас. Со помош на овие апликации ќе ги откриеме главните мисли, стопирајте го видеото и разгледајте ги апликациите, па потоа ќе проверимете дали се слични или исти со моите. Ластовичката сви гнездо за своите малички ластовичиња. Врапчето само прелетувало и не направило гнездо. Врапчето не се потрудило да одгледа челат врапченца. Ова е познатиот Вен диаграм и ќе ги опишеме, односно заедничките карактеристики од приказната за ластовицата и врапчето. Знаеме дека двете се птици, тоа е заедничко. Оно што беше карактеристично за ластовицата е дека е вредна, успешна, снаодлива и љубезна, а врапчето во приказната е мрзливо, завидливо и незаинтересирано. Пораките од оваа приказна се дека работата секако го краси, а мрзвата го гнаси. Што ќе посееш, тоа ќе ти никне. За домашна работа треба да го запишете значењето на непознатите зборови, односно овие зборови да ги дообјасните, бидејќи се нови за вас, па потоа ќе се потрудите да го разберете подобро значењето на истите. Тоа се побратим, чардак, пакост, блазеси, птичје гнездо и стреја. Објаснувањето е ставено во обратен редослед, па затоа ќе размислите и точно потоа ќе ги препишете. Побратим, близок пријател со кого меѓусебните односи се уредуваат со усен договор. Чардак, просторија карактеристична за традиционалната македонска куќа, која представува повеќе наменски полуотворен простор кој ги соединува останатите. Пакост, нешто лошо. Блазеси, во наводници, му на оној што нема памет. Птичје гнездо, местото каде птицата ги несе и квачи јајцата и каде ги одгледува младенчињата. Стреја, раб на покривот кој виси над фасадниот зид, надвор од рамките на објектот и има за цел да ја заштити фасадата од дожд. Ви благодарам на вниманието и довербата.